Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги, избор на двајца министри, оскудно образложение од техничкиот ни премиер, според кого за предлогот за министер за здравство Илир Демири говореле делата, а за другиот предлог министер за информатичко општество и администрација Наим Бајрами делата ке говореле да сме му даеле шанса. Тука е основниот проблем, технички премиере. Со вас, начело на државата, нештата се поставуваат наопаку, а сите знаеме дека куќата се гради од темелите, а не од покривот. Министри предлагате технички, не предлагате ученици на кои им давате шанса да се покажат и да ја поправат оценката. Држава треба да водат. Па макар и тоа било не цели 3 или 2 месеци. И само еден ден во здравството, технички премиере, не ми дофрлајте, имате можност за реплика. И само еден ден во здравството, живот значи. По однос на двајцава предложени кандидати од техничкиот ни премиер, ќе почнам од Наим Бајрами, за кого техничкиот нема што да каже, но јас имам да му кажам само и единствено една работа. Господине Наим Бајрами, очекувам да бидете свесен дека прв, единствен и основен услов за било кој во оваа држава да положи било каков испит мора да биде солидното познавање на македонскиот јазик. Толку имам за овој предлог министер да кажам. Во однос на изборот на министер за здравство, четврти поред предложен од оваа влада, ќе кажам, многу баби килаво бебе, многу министри болно здравство. Или поточно, со власта на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, здравството не само што ни е болно, туку стана и опасно по живот. Па така, технички премиере, делата говорат за фактот дека ниту чекор не се поместија состојбите во здравството, ниту пак се направи било каква реформа за која само се зборува, но не се делува. Делата говорат дека имаме проблем. Здравствениот кадар бега преку граница, а за жал или за среќа Европската Унија им ги отвара вратите. Здравствените работници можат да ја побараат среќата и да покажат што можат и што знаат некаде каде што тоа се цени и некаде каде што тоа ќе се плати. Делата на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ говорат за тоа дека здравствениот систем го нема. Инфраструктурата на болниците и домовите за здравје, благо кажано, се распаѓа. Делата говорат и за тоа дека имаме ние и уште многу други проблеми, а тоа е владата која само го санира системот, наместо да направи конечна реформа на тој систем. Денес, повеќе од половина од парите кои влегуваат во болниците заминуваат за плати, за одржување на болниците и за крпење дупки. Исто така, ние во нашиве болници немаме одвоен менаџмент од лекари. Нам лекарите ни се воедно и директори, и менаџери на болниците, поставени за жал по партиска подобност наместо способност. И тогаш, кога се ќе се собере, здравството губи. Нам ни требаат менаџери кои би управувале со болниците и нивните трошоци. Ни требаат човечки ресурси кои би управувале со вработените во болниците и кои би препознале добар тим кој во одреден момент ќе му пружи на пациентот најдобра здравствена услуга. Делата говорат и дека со оваа власт во нашето здравство не е подобро, туку е се поскапо и се полошо. Предлогот на Илир Демири за министер за здравство доаѓа на нецели неколку дена пред власта да ја превземе ВМРО-ДПМНЕ и на вистина немам што тука да должам, на сите ни е јасно дека во моментов се случува само пазар во вечната класична состојба на апатија, кога е крајно време од зборови на кои оваа власт е силна, да дојде власт која е силна на дела, кои пак бараат огромен ангажман. Илир Демири, без оглед на тоа колку време ќе остане на позицијата министер за здравство, мора веднаш да почне да се занимава со основните нешта, а тоа се кој
кој во блиска иднина ќе застане до лекарите, кој ќе ни вади крв, кој ќе ни превиткува рани, кого ќе го бараме кога ќе ни затреба итна помош, кој ќе не негува после операција, кој ќе ги дочекува новороденчињата, кој ќе не прима на диализа и кој ќе бдее над нас и нашите најмили. Демири мора свесно да размисли за тоа дека ова е клучен момент кога мора да се задржи овој малоброен кадар кој од болниците не заминува само во приватните поликлиники, туку ја напушта државата. Предлог кандидатот за министер за здравство сигурно знае дека појдовна точка на медицината се пациентите кои во никој случај не смеат да трпат и покрај проблемите во системот. На сите треба да ни биде јасно дека токму перцепцијата на пациентите е единствено исправна кога треба да се согледа вистинската состојба во здравството, затоа што во овој или во оној момент сите ние сме пациенти. Нештата несомнено мора да се помрднат од темел кога е во прашање здравството. Здравствен систем во кој сериозно недостасуваат антибиотици, лекови и терапии, медицински персонал, здравство во кое има затварање на цели одделенија и пациенти со ретки болести кои молат за помош, а со СМС пораки се собираат пари за лекување на луѓе, кратко речено, не е здравствен систем, ами е колапс. Здравството мора да има стратегија и јасна владина политика. Такво нешто од владава и нејзините предлози не видовме ни на повидок во изминативе 7 години. Затоа велиме дека е потребен итен рестарт и влада која конечно ќе говори за функционален здравствен систем, влада која ќе ја заврши клиничката болница во Штип, која ќе реализира инфраструктурни инвестиции во регионалните болници и влада која ќе ги доближи медицинските услуги до граѓаните. За жал, од сето ова ние имаме само влада која продолжува со пазарот за министри и на здравството, гледа само како на институција за црпење пари. Не вративте децении назад заради основната негрижа, а ветувавте реформи на приватната здравствена заштита, ветувавте ослободување од партиципација за болничко лекување за пациентите и фонд за лекување во странство за деца до 18 години. Да, технички премиере, делата говорат дека ништо освен пустош во здравството не видовме. Пациентите со ретки болести никогаш не го добиваат потребниот буџет. Луѓе умираат заради недостаток од лекови, да не ја спомнувам потребната бројка на доктори која во Македонија на најниско ниво, затоа што го урнавте достоинството на здравствениот работник. Од 7400 спаднавме на бројка од 5400 доктори, бројка која укажува на тоа дека во просек секој втор ден ни заминува по еден доктор за да си ја бара среќата онаму каде што постои здравство и онаму каде што навистина се цени професијата. Без здравствена заштита не можеме да говориме за животен стандард. Демири, верувам дека веќе е информиран за тоа дека состојбите во здравството не само што не се блескави, туку се црни. Имаме ситуација каде половина држава ни изумре, каде во 21 век луѓе ни умираат од сепса. Имаме пациенти оставени без терапии, жртви на тендери на Фондот за здравство, недостиг на лекари кои се од животно значење за пациентите. Да се надеваме длабоко во себе дека новиот кандидат Демири знае дека веќе му недостигаат над 5 милиони евра кои неговите претходници ги дадоа на тендери со шемата ќерка на татко. Очекувам да се најдат виновниците за згаснатите животи во модуларната болница во Тетово и конечно кабелот да биде ослободен од вина. Да не ги спомнувам непотистичките вработувања и долговите на болниците. Немате време за чекање. Илир Демири и Наим Бајрами, кога веќе влегувате во тимот на владата која ќе ги враќаше парите кај граѓаните, барајте одговор каде на вистина отидоа парите. Знаат тие во чии редови седнувате. Зафатете се со работа, бидете одговорни, транспарентни, отчетни, затоа што во ваши раце одат правата на здравствените работници и осигурениците, во ваши раце ја препуштаме администрацијата која не ја реформира, а ветија дека ќе ја реформираат. Бидете се што тие пред вас не биле, барем во овие неколку дена, додека дојде новата власт предводена од ВМРО ДПМН. Ви благодарам. Реплика Жаклина Лазаревска.